Добар ден, почитувани. Ова е магазинот за родителство 0+ месеци. Булингот не е обично детско несогласување и не е минлива фаза. Остава траги што понекогаш се чувствуваат и во зрелата возраст, затоа што психолошката болка од навреда знае да трае подолго од физичката повреда. Зошто некои деца стануваат мета на врсничко насилство, а други избираат да повредуваат? Кога детето е жртва, дали треба да остане и да се избори со ситуацијата или најголемата храброст е да замине? Ако детето сторител на насилство, што треба да направат неговите родители? Треба ли да побараат психолошка помош? Разговараме со Деспина Стојановска, лиценциран психолог, семеен и системски психотерапевт. Останете на Телма при крајот на емисијата, вклучите се и со ваши прашања во програма. За врсничкото насилство во денешниот магазин за родителство 0+ месеци разговараме со Деспина Стојановска, лиценциран психолог, семеен и системски психотерапевт. Добар ден, добре дојдовте во Телма. Добар ден и добро ве најдов. Најнапред да појасниме што точно представува булингот, односно врсничкото насилство. Каде завршува онаа граница на обично детско несогласување и расправи и каде започува врсничкото насилство? Многу актуелна тема, секојдневна тема, постојано слушаме и по медиуми дека знаат тие случаи да ескалираат, но особено родителите кои имаат деца на училишна возраст, па би рекла дека секојдневно слушаат различни приказни за тоа како некои деца се повредуваат, како некој дете е жртва, односно дека постои врсничко насилство, булинг. Тенка е границата помеѓу тоа детско играње, подчукнување или навредување со нешто што навистина се нарекува насилство, врсничко насилство и носи трајни последици понатаму во животот на тоа дете и нели особено адолесцент или возрастен човек кога ќе порасне. По дефиниција врсничкото насилство или булинг има неколку карактеристики. Една од нив за мене најзначајна е намера некому да се нанесе некаква штета или некакво зло, или намера да некого малтретирам. Да речеме, ако ова често и со децата го зборував, го работев, ако сопнам некое дете за време на училишниот одмор и потоа му се извинам, му помогнам да стане во ред, тоа се случува секому. Меѓутоа, ако секој одмор го сопнувам истото дете, тогаш намерата е да јас го малтретирам тоа дете. Што значи дека веќе го карактеризираме или го третираме како врсничко насилство. Од друга страна, во позадина кај насилството постои, кај булингот постои потреба да се доживее една моќна, една супериорна улога, супериорна позиција во која што јас, погазувајќи те тебе, ги гледам своите вредности и својата доминација. Нели, морам да имам некој што го држам инфериорен, за да јас се видам себе си супериорен. И знаете, порано да, ќе се налутеле, ќе се скарале децата, глупав ли си, него погоди голот, каде шутираш таму и така натаму, имало навреди. Меѓутоа ми се чини дека како резултат на ова денешно наше живење, анксиозно живење би рекла, децата се препуштени сами на себе да се справуваат во процесот на развој, на растење, препуштени се сами на себе да го бараат местото под сонцето, немаат доволно би рекла модел присутен модел од страна на нивните родители и затоа веројатно не се случуваат овие ескалирани ситуации на насилство. Може ли да се каже дека врсничкото насилство доби некоја нова форма и поради социјалните медиуми и интернетот? Па секако, се споделува многу често, многу повеќе. Значи, ние порано немавме допирни точки, немавме увид за тоа што се случува секојдневно во училните. Сега, покрај тоа што родителите имаат социјални медиуми, социјални мрежи, и бараат потврда за тоа дали нешто навистина не во ред се случува, би рекла некогаш и популарност. Меѓутоа и самите деца ги имаат сите тие мрежи и споделуваат на нив. Она што е друго, можеби и посериозно во целиот процес е што децата користат уреди, апарати, телефони со кои што постојано се снимаат. И ги снимаат и разговорите и действијата, дури некој ако се скара, она што претходно го кажав, се сопнат не сакајки, за време на спортување се навредат и така натаму и потоа се прави
можеби нереално се зголемува целиот настан. Во ред, разбирам се, никој не сака нели да се најде во таква ситуација, па дури таа била и минимална, дури била и без последици, но некако пренагласена, кога е премногу нагласена темата на социјалните мрежи, можно е да испуштиме нешто што е значајно и важно, или како беше онако 3 пати лажам дека сум волкот, веќе на вистина кога волкот ќе дојде, нема да верувам дека е тој. Кои се суптилните знаци дека некое дете е жртва на врсничко насилство, доколку не сака дома да каже што се случува, доколку молчи? Многу убаво и многу опширно би рекла, односно прашање по кое што следи опширен одговор. Детето ќе покаже дека нешто се случува со него, особено децата кои што трпат некакво насилство, децата кои што се малтретирани. Меѓутоа, знаете како ќе покажат? Многу внимателно. Тие ќе се обидат првично да ги сокријат последиците, да сокријат дека нешто навистина се случува во училиште против нив или со нив, бидејќи некаде длабоко во емоционалното доживување на случката постои вина, чувство на вина. Тие мислат дека се самите криви. Знаете, кога ќе се врати назад од училиште, кога ќе се дојде дома, тоа повторно ја преиспитува целата ситуација, барајќи ги сопствените грешки, каде јас сгрешив за да бидам вака казнет. И токму поради чувството на вина, за да не доживее повторна виктимизација, односно повторно да биде нападнато и скарано од страна на возрастните, детето одлучува да молчи. Суптилни знаци. Кога детето се менува, јас морам претходно да го спомнам чувството на вина и да дадам малку вовед, затоа што сите понатаму видливи знаци, препознатливи, ќе бидат резултат на чувството на страв, срам или вина. Ќе почне да се повлекува во себе, ќе почне со психосоматски реакции, а тоа се кога телото реагира поради присуството на психички стрес, како например болки во стомачето, главоболка, нагони за повраќање, болка во мускулите, поспаност и така натаму. Ќе одбива да оди, реков, на училиште или ќе оди по друга патека. Ова е многу интересно, како децата бираат различни патеки за да не ги сретнат другите деца кои што обично ги среќаваат, за да нешто поразлично се доживее или се види, за да избегнат несакани ситуации и слично. Може да се забележи по криење на одредени делови од телото, ако некаде има модринка, кога зборуваме за физичко насилство. Може да се забележи по недостаток на предмети, училишни предмети. Знаете, кога децата се задеваат, особено кога вршат насилство едни врз други, оние личните предмети ги злоупотребуваат, односно ги одземаат на детето жртва, така што и по тоа може да се забележи. Сина се едно генерално повлекување, изолација од страна на детето кое што претходно било добро социјализирано, го сакало училиштето, се истакнувало со своите квалитети, знаење, умешност во одредени работи нели кои што децата ги прават, овој пат се повлекува и едноставно се изолира во сопствениот свет. Што значат постојаните навреди за детската психа, за детскиот организам и мозок, бидејќи споменавте психосоматски се одразува? И дали да речеме само една упатена навреда, јавно, пред група врсници, може да остави трајни последици во зрелата возраст? Како не. Зборуваме за многу чувствителен период. Детскиот период, адолесценција особено е период кога детето активно ја гради сликата за себе, го гради својот идентитет и интегритет. Период во кој што детето го наоѓа своето место во врсничката група. И многу е важно, тука не е битно мама и тато што ќе кажат. Мама и тато може да се лутат за неуредна соба, за ненапишана домашна, за зошто си постојано на телефон и така натаму. Тоа нема да ги допре толку многу. Но кога врсничката група ќе ги етикетира или ќе ги категоризира во некоја група, например, колку си грда или колку си глупав, многу сега ми се навраќаат многу погредни зборови кои што децата ги слушав како ги користат. Нема да ги кажувам јавно бидејќи не сакам да се повторуваат. Меѓутоа, кога е пред група кажан навредлив збор, тој директно станува етикета на тоа дете. Па детето се бори со само себе, како сум јас таква или таков, како што тој ме нарече и како да се ослободам од оваа етикета. Од друга страна, кога постојано се навредуваат со истите погредни зборови,
Да, тие стануваат дел од сликата за себе и вие имате едно дете кое што е често пати навредувано или критикувано со погредни зборови од страна на другарчињата и тоа навистина почнува да станува такво. Да станува неуредно, да станува недружелюбиво, да станува безобразно или како и да се нарекуваат меѓу себе. Вие направивте бројни работилници како дел од кампањата, општествено одговорната кампања Крени глас против насилство на Мак Петрол. Што говори вашето искуство директниот контакт со децата? Дали тие повеќе се плашат од навреда или пак од физички удар? Дали повеќе се плашат да бидат исмејани или пак да бидат неприфатени? Бидејќи прифаќањето во групата, во заедницата, односно или исфрлањето е голема травма за нив. Тоа е едно од најсериозните видови на врсничко насилство. Ако ми оставите простор, би кажала и збор два повеќе за тоа отфрлување или социјална изолација. Кампањата, односно тој дел со работилниците беше навистина прекрасен затоа што стапивме во контакт со огромен број на деца и покрај тоа што во првиот дел од работилниците зборувавме за насилството, навредите, како тоа влијае на децата. Идејата беше да почне да развиваат емпатија за тоа што се случува со едно дете кога се наоѓа во таква позиција на жртва, нели? Потоа во средишниот дел правевме начини, односно смислувавме начини како да се извиниме, за да на крај веќе ја затворивме секоја работилница со пофални зборови или како можеме да го направиме овој свет да биде поубаво место за живење, сакајќи се едни со други. Не можам да издвојам што е пострашно за едно дете, дали е навредата или тупаницата. Дали е исмејувањето или е отфрлувањето, затоа што зборуваме за многу специфични карактеристики кај децата. Сите деца се различни. Некое дете едноставно не може да претрпи навредлив збор, а друго дете физичката снага, ако му е кривка, ранлива, преку болката која што ја прима може да доживее страшни психолошки последици, а со тоа или понатаму и психосоматски реакции или пак трајни последици од врсничкото насилство. Во однос на социјалното насилство. И тоа е страшна форма на врсничко насилство. Верувајте, тоа е нешто... Исфрлувањето од група. Тоа е нешто што за мене беше изненадување, непријатно се разбира. Јас се останав чудена видена како и на кој начин децата тоа го прават, а да не зборувам дека присутно е, па би рекла, скоро во секој оделение каде што поминавме. Ние работевме со ученици од 6 до 9 оделение во многу општини низ Македонија, целата држава практично ја поминавме. Скоро и да немаше училиште или оделение каде што не е присутно. Што се случува всушност? Група на деца и сега тие социјални мрежи, Вибер групи и така натаму, сите се тука присутни деца и сите велам се борат за својата припадност, односно за своето место во врсничката група. Ако некое дете биде отфрлено, тоа почнува за себе да мисли дека не е доволно значајно, не сум доволно вредна, глупава сум, грда сум, другите се подобри од мене за ништо не ме бива. И така натаму почнува да гради една негативна слика за себе, иако можеби не ги знае вистинските причини зошто е отфрлена. Меѓутоа, што е тоа што го одржува овој тип на насилство? Група на деца го извршуваат насилството и немаме еден одговорен. И децата ја споделуваат одговорноста и никој не се чувствува виновен. И знаете, кога ги соочувавме малку со овие последици, децата, они навистина, кај голем дел од нив почувствувавме и видовме кајање. Знаете, кога ќе сватам всушност колкава грешка сум направил, колку ми е жал и колку се кајам поради тоа мое дело, пораката беше нели да ги вклучиме оние кои што се изолирани или исклучени од групата, затоа што ако секој ја погледне сопствената одговорност за тоа што се случува, оние тешки психолошки последици кај отфрленото дете што нели ги имаме од исклучувањето, тогаш веројатно дека ќе се промени тој пристап и децата ќе се прифаќаат едни со други. А зошто групата обично се приклонува кон посилниот? Затоа што не сака да страда. Се плашат и тие да не бидат следната жртва? Така е. Групата оди онаму каде што ќе се чувствува побезбедна и секое дете поединечно. И затоа
многу често јас и во приватна пракса работејќи со деца кои што се на некој начин вклучени во врсничко насилство, често знаат и родителите да кажат, ама тоа е баш детето што ја малтретира, а таа баш што него сака да се дружи. Знаете, затоа што доживувањето на нечија моќ, на доминација, на способност, на снага, на вештини, кај децата е примамливо. И тие сакаат да бидат во негова закрила, односно да бидат блиски со тоа дете, за да може да се чувствуваат безбедно и да не бидат нападнати од други. Многу нормален, многу природен процес. Сакам да сум заштитена, да сакам да сум безбедна. Ако ние видиме дека некое дете страда, тоа веќе зборуваме за онаа група на деца кои што се сведоци на насилството или присутни за време на тој насилен чин помеѓу двајца или поголема група на деца, тие се плашат да ја заштитат жртвата, затоа што детето кое што го сторило насилството може и врз нив да направи насилство, а жртвата страда, никој друг не сака да страда. И знаете, така некако ги перцепираат работите. Дали тоа значи ка немото наблюдување е соучесништво или пак не е, токму поради ова што го објаснивте? Па, јас би кажала, и секогаш и тоа го кажувам, дека децата што се сведоци на насилството се секундарни жртви од на насилството, затоа што се изложени на трауматско доживување. Многу често ги имаат истите доживувања како и жртвата. Со тоа што носат плюс една одговорност или една мисла повеќе, јас сум во позиција да можам да направам нешто, а не правам ништо. Имаме ние различни типови на дечиња. Не се сите исто скроени. Знаете, некој дете ќе се парализира кога ќе види насилно действие пред себе. Таа траума ќе го онеспособи да тргне и да направи нешто. Друго дете може да почне панично да вика, трето дете може да застане и рационално да си рече ова е премногу за нас, ние сме деца, треба возрасен да вклучиме, нели па да пријави до службата, до стручната служба во училиштето или до родителите на децата и така натаму. Меѓутоа, секое пријавување веројатно децата го толкуваат како можност да бидат тие понатаму жртви на насилството. Најчесто, ако не и секогаш, насилството се затвора со една реченица која што подразбира закана, а тоа е само ако кажеш на некој, ќе видиш убаво што ќе ти се случи на после кажувањето. И во тој контекст, дури и децата кои што се сведоци, не се подготвени, не можат да кажат. Не дека не можат, се плашат да кажат. Кога некој дете ќе пријави насилство, без разлика дали е наблюдувач на насилството, сведок или е жртва, тогаш мора да имаме на ум дека направило многу храбар чекор. И треба да го пофалиме тоа, да го вреднуваме тоа. Значи, покрај вреднувањето, најважна работа што треба да ја направиме кога некој дете ќе пријави насилство е да го заштитиме. Затоа што заканата се уште работи во душичката на детето и во мислите на детето. Тешко мене, после ова што издавам или кажувам. Затоа ние како возрасни треба да сме свесни дека на детето во тој момент му е потребна многу голема заштита од наша страна и охрабрување за доброто дело кое што го направило. Пред да одиме детално како да се постапи во таква ситуација, да проговориме и за децата кои што се сторители на насилство. Дали се тие навистина лоши? Или пак и кај ни во позадина може да тлее некоја незадоволство или пак некои психолошки потешкоти, некакви проблеми во домот? Јас знам да кажам дека среќно дете, спокојно дете, смирено дете нема потреба да извршува насилство. Нема потреба да види друг несреќен за да може да се види себе си во поволна улога или позиција. За жал, најчесто се тоа дечиња кои што носат некоја болка во својата душа. Никој од нас не се раѓа со агресија во себе. Ние таа агресија во текот на растењето, во текот на развојот ја учиме, ја гледаме, ја абсорбираме. Кои се изворите, не можам да кажам, затоа што се најразлични, но секако дека тргнуваме од семејството. Дете кое што било игнорирано, изолирано во рамки на семејството, било отфрлено, дете кое што поминало процес на развод на бракот на неговите родители, дете кое што се соочило со преселба, дете кое што се соочило со насилство од врсниците. Едноставно бара начин, бара механизам како да се носи со таквиот
контекст и учи дека ако сум насилен, ако ги заплашувам другите, тогаш сум заштитен, што е погрешно. Ние како возрастни сме должни да им помогнеме на децата да најдат социјално прифатливи, општествено прифатливи однесувања за да ги надминат своите болки. Затоа велам, не е тоа дете кое што е спокојно и среќно, нешто се случува со тоа дете. Од тука би повикала и на уште поголема одговорност на родителите, чии што дечиња направиле некое насилно дело во училиштето или во средината каде што живеат, како и да е во врсничката група, затоа што таквото дело е апел за помош. Може да е растено дете по принципот убав на татко, најсилен си, никој не е како тебе, браво, што знаат овие другите, врска немаат, ти си најдобар, покажи им фино кој си и што си. Меѓутоа, во поголем број од случаевите насилството доаѓа како заштитна мерка за себе самата. Што би значило, или ако одиме малку подлабоко во перцепцијата на детето или во интуитивното однесување или во подсвеста на детето, ако јас им дозволам на другите да го кажат своето мислење, ако им дозволам да бидат окей, ако им дозволам да бидат вреднувани за да кажат што мислат или да се дружат другите со нив, тогаш е страшно дека ќе можат они да ги видат моите мани и моите недостатоци. Знаете, може да ја видат мојата слабост. За да не дозволам никој да ја види мојата слабост, тогаш јас морам да одржувам маска на многу храбар и силен, ама сите други да ги држам инфериорно, многу ниско. Значи со агресијата на некој начин си воспоставуваат контрола врз одреден дел од животот, како компензација за онаму каде што немаат контрола. Токму така. И дечињата кои што живеат во семејно насилство, например, се деца кои што тој модел го користат, го употребуваат затоа што како да кажам, значи тоа го знаат, гледаат дека така функционира светот по спрегата на моќ и немоќ, по спрегата на доминација и инфериорност, по спрегата на малтретирање. Меѓутоа дома не можат ништо да направат во врска со насилството. Дома се немоќни, дома се во онаа позиција или кога имаат поголеми браќа и сестри кои што сериозно представуваат закана или пречка да детето, помалото дете го води здраво својот развој. Значи се насилни према нивните помали сиблинзи. Во тој случај децата каде ќе ја покажат својата сила? Надвор од дома. И надвор од дома за да страшно е за нив ако и надвор од дома се во таква инфериорна и немоќна позиција. Затоа мора да држат доминација. А што се случува со нивната емпатија на долг пат, доколку имаат ваква форма на однесување? Тоа е едно од вака освестувачки, да речам, работи кои што би требало ние возрастните да ги знаеме, а тоа е дека децата кои што се сторители на насилство се во позагрозена положба, зборувам за долготрајните последици, отколку децата жртви. Затоа што децата жртви бараат помош, родителите бараат помош. Тие се повеќе склони кон тоа да брзо ги видат последиците врз себе, дека нешто не е како што треба и од мали ќе почнат да излегуваат од улогата на жртва и да ги бараат оние релации каде што немаме насилство, нели, туку каде што постои едно мирољубиво дружење. Меѓутоа, децата сторители на насилство не ги забележуваат веднаш последиците. Понатаму доаѓаат во неповолни ситуации, како например судир со законот. Или кога ќе излезе од можноста за контролирање однесувањето, а тоа е, јас додека ги малтретирам другите, мислам дека држам контрола некаква. Но ако ескалира мојот внатрешен немир, ако немам врз кого да ја покажувам мојата доминација, тогаш многу е веројатно да почнам да ги губам и контролните снаги и не знаеме каква штета може да се направи. Ние за жал имаме и во блиското соседство имаме примери каде што навистина е многу страшно да се остави дете
да не се работи со дете сторител на насилство и не мора во соседството. Еве слушаме и на вести за сириски убиец. Таа агресија не потекнува, не почнала да се случува на 20 години понатаму. Не, тоа се рани, имало сигурно рани механизми и рани пројавувања на таквата агресија кои што не биле забележани, кои што биле, ајде деца се ќе им помине. Или слушам родител кога ќе каже ќути па подобро нека му се плашат него да ми доаѓа дома тепан. Сето тоа се аларми на кои што ние не реагираме, за да понатаму дојдат моменти во животот каде што сериозно и родителот, а и самото дете треба да трпат огромна штета, нели, за да живеат и функционираат нормално, и секако дека квалитетот на живот драстично се намалува кога ќе дојдат во судир со такви непосакувани поведенија. Од тој момент можеме да ги вклучиме гледачите, доколку сакаат да постават прашање. Почитувани, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Добре дојдени се и вашите размислувања, можеби и некој искуство да споделите кое што е поврзано со темата на која што зборуваме. За жал мош не е актуелна. А дали родителите на децата кои што вршат насилство имаат некои суптилни знаци што би можеле да ги препознаат дека нивното дете е во таква улога? Како не? Да, само што за било што да препознае родителот треба да биде присутен. Треба да биде во контакт со своето дете. И ние ова постојано психолозите го зборуваме. Не знам како го разбираат родителите, меѓутоа да бидам во контакт со своето дете значи да секојдневно го следам детето како се развива. Да го прашам како е, што се случувало, да раскаже нешто, да му го следам вокабуларот, да му ги следам движењата, да му го следам друштвото, додека е дете и додека се развива. Тоа што еве прво ми паѓа на ум е дека за секој мислат дека се во право и ќе ги убедуваат родителите дека се во право. Знаете, кога детето ќе не повика во училиште наставничката, психологот, педагогот и детето упорно објаснува не сум јас крив, другите се криви, а не повикале во училиште, тогаш треба да се запрашаме од каде толку силна потреба да другите бидат криви, а не јас. Некогаш преземање на одговорност е добар знак дека детето добро се развива, ама не преземање на одговорност е поле на кое што треба да работиме. Понатаму, она што и претходно го кажав, ние знаеме нашето дете во какви услови живее дома, во каков контекст го растеме и знаеме доколку се случуваат во рамки на семејството некои промени кои што може да се травматски за нашето дете. Можеме да предпоставиме дека кај детето се собира немир, се собира лутина, се собира некаква агресија и ако добиеме некаква информација дека нешто се случило, тогаш веднаш треба да почнеме да работиме со детето. Па не знам, да го носиме на прошетка на спорт, да разговараме, да воспитниот образец го промениме, да инсистираме на градење на еден вредносен систем кој што ќе му донесе благосостојба на тоа дете и на неговите другарчиња и се разбира да отидеме на психолог. Така што показатели се многу. Родителите прво реагираат ако бидат повикани од училиште. Голем дел од нив за жал и не се не појавуваат во училиште и вие еве ќе се вклучат и гледачите, меѓутоа тоа е честа приказна кај нас што ја слушам дека оние родители кои што треба да отидат и да работат со стручните служби во училиштето, да соработуваат, токму тие родители никаде ги нема и така натаму се провлекуваат овие случаеви. Дали може би за родителот е потешко да си признае дека неговото дете врши насилство, отколку на родителите кои што имаат дете жртва да го признаат тоа? Што е потешко? Па, веројатно едното и другото, со тоа што ваму е отпорот многу поголем. Кај отпорот за да прифатам дека моето дете е сторител на насилство, затоа што кога е дете сторител на насилство е во моќна позиција. И тука е проблем да родителот преземе моќ во поглед на неговата состојба. Моќ во смисла да направи промени во однесувањето, во воспитувањето и однесувањето на детето. Од друга страна, родителите не знаат што со таа информација. Немаат идеја како да се надмине сето тоа. И тоа исто така јавува отпор. Знаете, кога ќе го прашате адолесцентот дали пуши цигари,
електронски, вакви, онакви. И ги прашувам родителите, односно им кажувам, мора да знаете со секој одговор како понатаму да се справите. Ако ви каже не пушам, дали ќе верувате, дали ќе го проверувате, дали ќе го следите и така натаму. Или ако ви каже да, пушам цигари, што со тој одговор? Имате ли стратегија како понатаму? Ми се чини дека родителите кои што се чии што дечиња сториле некое насилно дело, немаат стратегија како понатаму. Доколку токму тие соработуваат со стручните служби во училиштето, може многу да му се помогне на тоа дете. Може да се најдат вентили или механизми на исфрлање на агресијата од себе на начин на кој што никој нема да биде повреден, а на нив ќе им биде многу полесно. Значи училиштето има големо значење во целиот овој процес. Многу големо значење, бидејќи во училиштето прво ќе се забележи дали постои насилство или не. Наставниците, па и стручните служби, само што наставниците се секојдневно со децата, со учениците, стручните служби нели по потреба се вклучуваат. И редовно, меѓутоа најчесто и по потреба. Кога ние постојано сме во контакт со детето секојдневно како наставник, ние го познаваме тоа дете. Некогаш наставникот подобро го познава детето и од родителот. Ова е срамно да го кажам, меѓутоа се случува, во пракса се случува. И од друга страна, училиштето, односно наставникот кој што цело време ги следи децата, има увид за тоа како детето функционира во рамки на групата. Затоа што едно е да ние го гледаме детето изолирано и само. Не знам, ако го носиме на индивидуален спорт, например, тренира тенис, пливање и слично. Меѓутоа, кога детето припаѓа во некоја група, ние тогаш ги гледаме неговите механизми или резилиентни снаги, оние јаките снаги на личноста за да се справи со некоја ситуација. И во училиште го забележуваат тоа. Имаме гледач, ќе му дадеме предност, а потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Сега момент. Ајде, кажи, ајде. Преживе? Добар ден. Се исклучи гледачот, се предомисли, веројатно ќе требаше да се сподели некое искуство, но ете, храброста ја изгуби во последен момент. А кои се најголемите грешки што ги прават родителите пак, кога ќе разберат дека нивното дете е жртва на насилство? Сакајќи да му помогнат, нели? Има многу, да, има вака сега велите кои се најголемите грешки. Ненамерни грешки да додадат. Сигурно. Јас тргнувам од позицијата дека секој родител сака да му помогне првично на своето дете, без разлика дали е сторител на насилство или е жртва или е сведок. Знаете што мислам дека прави голем проблем? Кога родителот му дава на детето готов рецепт како да се справи со насилството. Направи тоа, кажи вака. Врати му, направи вака, избегај. Знаете зошто? Затоа што родителот не е присутен на тоа место во тоа време за да процени што е соодветно или што е добро да се направи во тој момент. И од друга страна, детето има сосема поразлични можеби карактеристики од оние кои што родителот го тера да ги направи. Например, врати со иста мера. Знаете како? Навреди го и ти. Да, сме имале такви случаи кога Удри дете ќе врати, кога детето ќе врати, ќе удри или ќе навреди, потоа има многу потешки доживувања отколку ако се тргнало, премолчило или ќутело. Затоа што децата, повторно ќе кажам, не се дизајнирани децата, сите деца, да може да вратат. Не може. Ќе му се блокира гласот. Со треперење ќе ја каже навредата. Со несмасно ќе го удри другото дете и на тој начин станува уште поголема жртва. Затоа што се забележува во тој момент стравот кај детето. Оној кој што бил, нели, во тој момент насилен, ќе забележи дека стравот е многу присутен. Наспроти тоа, значи имате родители кои што ќе кажат трчај кај наставничката. Да, меѓутоа знаете ли што значи веднаш да се истрча кај наставничката, потоа целата група ќе има потоа навреда. Издајца, не можеш сам да се справиш, плачко и така натаму. Нема еден рецепт, нема универзален рецепт кој што ќе помогне, меѓутоа многу е подобро ако на детето му кажеме, сега го давам решението, нели, наместо да му кажуваме што да прави, можеме да го прашаме детето, да седнеме и да разговараме, па нека е тоа и 1 сат разговор. Што ти, душичке, мислиш дека можеш да направиш во тој момент?
Што би сакал да направиш во тој момент? Ако сакаш тоа и тоа да го направиш, како тоа ќе ти помогне или како другите ќе гледаат на тоа? Значи, ние да го охрабриме детето, пошто секое дете инстинктивно му доаѓа да се одбрани, да се заштити. Никој инстинктивно нема да остане во позиција на жртва. Да видиме тоа што него му доаѓа, како и на кој начин би го спробел, ама со негови механизми, не со наши готови рецепти. Не знам дали сум доволно јасна, се обидувам да ме разберат и гледачите. И тој пат воопшто не е едноставен. Не може се очекува решение преку ноќ. Да. Некои родители се одлучуваат детето да го префрлат во друго училиште. Други пак сакаат да се реши проблемот и детето достане во оделението. Што е сега исправно? И тоа е исто голема дилема која што не можам да дадам еден генерализиран одговор. Ако го префрламе детето во друго училиште, го преместуваме, дали со тоа даваме порака дека ние бегаме, дека ние навистина сме немоќни да се справиме со некои други агресори во нашето општество, па ние бегаме. Но знаете, од друга страна си велам, па ако нема соработка од страна на родителите на детето кое што го врши насилството, ако тоа трае, се провлекува, во континуитет се случува да детето ни страда, па да, ќе го префрлам. Ќе го заштитам на тој начин или ќе му објаснам зошто го префрлам, зошто се префрла во друго училиште или друго, мада друго оделение не мислам дека ќе ја заврши работата толку. И не е решение префрлувањето во друго училиште ако не се работи со тоа дете, ако не се разговара, особено тука би потенцирала да се работи со психолог, затоа што ако го доживее префрлувањето како бегство, тогаш истата таа тенденција да се повлекувам, да преќутувам, премолчувам, да покажувам страв, недоверба, неизвестност, инфериорност и слично, ќе бидат карактеристики кои што ќе го следат и во новото училиште. Дали тоа значи дека одредени деца се мета за врсничко насилство? Дали имат некоја посебна психолошка матрица која што останатите ја препознаваат? Токму за таа матрица изборувам дека ќе биде препознаена и во другото, и во третото, и во 10-то училиште, и тоа не ни е решението. Матрица, не дека постои матрица, туку ние кога ги растеме нашите деца уште од најмала возраст, градиме кај нив еден концепт во кој што преовладува асертивноста. Асертивноста е карактеристика во која ниту се повредувам себе си, ниту те повредувам тебе, нели, кога е во корелација со другарчето. Во таа смисла што ако сум пасивна, значи дека се повредувам себе. Кога имаме ситуација дека нешто не ми одговара, не ми се допаѓа, пасивна сум, значи не правам ништо за себе да се заштитам. Или пак нешто не ми се допаѓа и сум агресивна и на тој начин ги повредувам другите. Асертивноста е некаде измеѓу и ние треба да ги учиме децата да бидат асертивни, за никогаш да не бидат сторители на насилство, ниту пак да влезат во позиција на жртва на насилство. Така. Да проговориме и за прирачникот, за справување со врсничко насилство, наменет за работа со ученици. Значи, како дел од кампањата Крени глас против врсничко насилство, компанијата Мак Петро го издаде овој прирачник, кој што во соработка со Министерството за образование и наука ќе биде доставен во основните училишта во земјата. Наменет за кого? Многу ми е драго што прирачникот за деца, за родители, за наставници. За наставници, меѓутоа е многу користен и за родители, за деца. Но самиот прирачник, бидејќи ќе биде во стручните служби во училиштата, ќе може да го користат наставниците најмногу, особено крајниот дел, кој што нуди работилници како да постепено се работи на превенција на врсничко насилство. Кога работиме на превенција, јас најмногу мислам на развивање на емпатија, на другарство, на соживот, на миролюбие, барање на оние кои што ви спомнав и претходно активности преку кои што ќе изфрламе лутината без да повредиме никој друг. Додека тоа е на крај на прирачникот. Почетокот, средишниот дел на прирачникот се опфатени сите оние карактеристики на врсничкото насилство, од трите позиции на дете сторител, дете жртва и дете сведок на насилството, препознавање, доживување, последици можни, краткотрени, долготрени последици, справување нели пред се, меѓутоа мене ми е најважна превенцијата. Најважна превенцијата токму така, како автор, колку ви помогна овие работилници контактен и директниот контакт со учениците? Па тие беа инспирација, имено сите работилници
поминати низ оваа кампања на Мак Петрол беа инспирација да се направи ова и знаете и самата кампања како да сама го доведе ова дело во еве да биде напишано, да биде создадено затоа што не можевме да останеме неми на се она што го гледавме, зборувам за целиот тим. Она што го гледавме низ работилниците. Во училиштата многу добро знаат што се случува и стручните служби. Сакам да кажам, тие ги знаат овие работи што се испишани во прирачникот, но вака структурирани, систематизирани како една белешка која што ќе им помогне појасно да ја погледнат сликата и да се справат со истата или да превенираат да се случи насилство кога гледаме дека има некаква слабост од некоја страна, мислам дека навистина ќе им биде корисен. Без кампањата немаше да биде создаден овој прирачник. Апсолутно. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам. Ве слушам внимателно, сакам само една и констатација, а и како да кажам, еден убав совет да ми посочат. Јас имав дете кое што се соочи со ваков еден сериозен проблем. Тоа беа неговите климпави ушиња. Ние веќе, тој е веќе голем, ја направивме интервенцијата, но во 8 и во 9 оделение, кога веќе нели имаше и години и разбираше, тоа го помина така многу травматично и до ден денеска, веќе 2 година средно, но некако ја носи таа болка во себе, а сега веќе побара да се направат и забите. Так. Ние разговараме со него, ги направивме, носи фиксна протеза, значи, како да кажам, како родители вложуваме во него, во неговиот изглед, спортува, но во 8 и во 9 оделение тој направи вистина еден така мал инцидент во кој што, пак ќе кажам, од училиштето нас не повикаа, разговаравме ние, но он инцидент. Тој од еден бес ја преврта школската клупа и беше запамтен како таков. Насилник, непослушен и така натака. Сега имам одлични, како да кажам, примери од класната, од средното и така натака, но се соочувам со еден друг проблем. Второто дете веќе е во истото училиште и е запознаен како братот на насилникот. И ние тука малце, не знам како, не е дека нешто реагираме или нешто правиме, разговараме со помалиот син, тој па има друг проблем, носи очила, но тој е многу самоуверен. Но некако белегот на децата кои што учеа со постариот син сега се префрлаат кај помалиот. Тука би сакала чисто дали има вакви ситуации, како да реагираме кон помалиот, бидејќи веќе со големиот е надминато, тој е веќе, па не е веќе возрастен, но е доволно свесен и разбира се. Така. Но имаме мал проблем со малото дете, кое е 5 оделение и допрва ќе се соочува со уште 4 годишна борба и тие исти професори во основно училиште. Така, ви благодарам што се вклучивте во денешниот магазин за родителство, што го споделивте вашето искуство, Деспина, што би можеле да советувате. Благодарам за јавувањето и за примерот. Ова често ни се случува да префрламе однесување на друго дете или да правиме идентификација помеѓу едно и друго дете. И тоа не само во поглед на насилство или темперамент, или туку воопшто, ако едното дете не учи и имало тројки, тогаш и второто дете и се да знае ќе добива тројки. Нели некако така гледаме на работите. Тоа што еве сега ќе тргнем од поголемото детенце, иако е се во ред, многу ми е драго што родителите биле присутни во целиот тој процес на растење, сликата за себе покрај нели сите оние внатрешни психолошки карактеристики, личностни карактеристики, исто така е многу важна и физичкиот изглед, односно сликата како изгледам. И добро е што родителите се вклучиле тука за да видат дека ако навистина пречи, тоа треба да се коригира ако има начин и слично. Меѓутоа би веќе ова дете втора година веќе 16-17 години од прилика, 5-16 ајде да речеме години и е во една адолесценција, во средна адолесценција која што повеќе бара дружење, излегување,
Ако најде соодветно друштво, веќе во средно училиште тоа и се случува, затоа што децата се селектираат според интереси. Во основно се таму кај што живеам, па и нема многу избор, тука ќе учам, но средното веќе го бираат според некои своји интереси и веројатно е многу полесно, поедноставно да го најде оној круг на пријатели на луѓе кои што му одговараат. Меѓутоа, помалото дете, побара гледачката конкретен совет. Пофалби. Пофалби од каков тип? Наместо да му укажуваме на детето што не чини или што не е добро да прави, да ние секојдневно го прашуваме што добро направи денес и да го пофалуваме неговото позитивно и добро однесување. Ова дете ќе биде во постојана борба, не за сопствениот идентитет, не за сопствената слика да ја изгради, туку да ја промени сликата која што веќе била наметната без негова волја, без негова дозвола или без никаква негова заслуга. Затоа, велам, има поголема психолошка задача, а тоа е да промени нешто што му е вака во наследство дадено и оставено од постарото дете, постарото братче, мислам дека 2 братчиња беа. Со пофалби ќе превенираме многу, а тоа е детето ќе стане свесно за неговото посакувано однесување и ќе може истото да го повторува. Ако даваме критика или ако викаме не го прави тоа, децата ќе научат што не треба да прават, но не знаат што треба да прават. Ако го им кажуваме супер, тоа е одлично, продолжи да го правиш истото, тогаш им помагаме за да може да го повторуваат посакуваното однесување и на тој начин градат една, повторно ќе кажам, мирољубива средина или слика за себе во која што се они асертивни, алтруисти и така натаму. Значи, пофалби и уште ова само да не ми избега мислата, сакав да го споделам, разговор со наставниците, а тоа е барање од наставниците потврда за поведението на детето, конкретно за ова дете. Може би со прашањето, кажете ми што добро направи мојот син денес, затоа што уште 4 години ќе учи тоа дете таму, нели треба и наставниците да му дадат прилика да го запознаат изолирано од неговото братче и со нив да се разговара токму за тоа, што добро направи. Дисциплина е само во една реченица. Оние кои што имаат некаков проблем, доколку детето е жртва на насилство или пак на врсничко насилство или пак детето е сторител на врсничко насилство, дали целото семејство е пожелно да појде кај психолог, и родител и дете? Да, најкратко и наједноставно. Да, затоа што не можеме да менуваме само еден член од семејството, а ако другите не ја следат промената и ако не се приклучат кон промената. Затоа што промената значи нови образци на однесување, нов ритам во текот на денот и тие деца многу е важно од страна на родителите да бидат поддржани во новиот процес за да го променат своето поведение кон подобро. Апсолутно да. Вклучување на родителите според мен, на целото семејство, дури ако има и баби и дедовци кои што живеат во заедница, не на секоја средба, туку повремено да бидат и тие вклучувани. Можат повремено и тие да се вклучат. Така е. Ја ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и што проговоривме на оваа исклучително важна тема. Благодарам, мене многу брзо ми помина времето. Летна времето, имаш уште работи предвидени. Да, ви благодарам за поканата, се надевам дека придонесуваме малку по малку да секој се ја подигне својата свесност и стекне увид за тоа што значи за нашето општество надминување на овој проблем. И верувам дека овој прирачник ќе помогне многу. Искрено се надевам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.